Ова земја беше и остана сон за многу генерации, али по она што го имам видено доволно во моите години поминати овде во оваа земја, сум видел доста примери кај што дошле луѓе и не било тоа што мислеле дека ќе биде и се вратиле назад. Значи да не се изложувате на трошоци ако не сте сигурни дека ќе можете да издржите. И било кај дојдете во која земја во светот или ако го промените местото на живење, луѓе да се разбериме, вас ви требат едно минимум 5 до 10 години, значи да се адаптирате на тоа место. Да види дали може овде да живее, да види кај си. Значи 3 години ти да поминиш во друга земја, не мислам дека знаеш уште кај се наоѓаш. Значи да бидиме начисто. Далеку дека ова земја е совршена, али ви тврдам дека е во првите 5, во најтесниот избор за најдобри земји за живење во светот, судејќи по квалитетот на живење и се разбира економската моќ или куповната моќ на луѓето. Ајде да почнеме со ред. Значи за Австралија постојат неколку типа на визи со кои можете да стигнете, тие се единствените патишта кои водат до овај голем континент. Да речем, да почнем од почеток, таа е една туристичка виза, која е популарна, да речем, кај нашите македонците, не само македонците, кај останатите луѓе од Балканот. Ова виза подразбира значи привремен престој во Австралија. Би им ја препорачал, да речем, на луѓето кои слушнале нешто за Австралија, сакат да дојдат, али не се сигурни дали може да продолжат да живеат во оваа земја, пошто имаме еден куп примери кај што дошле или не можеле да поднесат, или друг начин на живот, или било од која причина. Значи морате првен да видите дали ова земја ви одговара за вас, освен, не знам, ако се работи за не знам каков случај, кај што во Македонија или во било која друга земја немате избор, тогаш веќе посегнате по таа туристичка виза и имате привремен престој, да речам, од прилика, не знам, таму, се движат од месец дена до година, до 2 до 3, така нешто. Но сепак, ако се одлучите на овој тип на виза, ќе мора некој да ви гарантира. Значи не можете да се качите на авион и да летните за Австралија, да му речите дека на имиграционото представништво дека јас ќе одам во Австралија и дека сакам да ја видам, значи не работи така. Другиот тип на виза е, да речам, фамилиарната. Добро, сите овие визи имат некои подкласи таму, да речем, ако е фамилиарна подкласа тој број, или фамилиарна подкласа тој, или туристичка виза подкласа тој. Сакам само да ги спомним овие главните. Значи во склоп на таа фамилиарна виза, самото име го кажува терминот фамилиарна, значи доколку имате некој член од семејството овде во Австралија и сака да ве повлечи вас, таа е таа фамилиарна виза која идите врз база на семејна врска. Сега има доста луѓе кои ги зеле нивните родители од Македонија на таа фамилиарна виза. Фамилиарната виза е веќе стална виза. Значи ги уживаат сите права кои ги ужива еден австралиски државјанин. Само проблемот, ако можам така да кажам, е дека таа фамилиарна виза кошта пари. Значи, ако некој се одлучи да ве земи врз база на таа фамилиарна виза, на стална база,
пред се алудирам на оние кои ги повлекуваат своите родители како најблиски членови на фамилијата. Значи се работи околу негде 40.000 австралиски долари по човек. Така го наместиле системот, така го предвидиле дека треба да работи и толку кошта и прашање во време. Значи имам слушнато дека доста луѓе кои покушале да аплицираат за оваа фамилиарна виза и ги чекаат нивните членови од нивните семејства кои пристигнале години покасно, без разлика дека платиле известна сума на пари, која воопшто не е ни за подценување. Друг тип на виза која не е баш толку популарна за нас, да речем, балканците, е таа бизнес или инвеститор виза, што значи дека ви се доделува виза врз база на вашиот бизнис или врз база на парите кои ќе ги инвестирате во оваа земја и предусловот е да инвестирате околу 800.000 австралиски долари. Или вашиот бизнис да тежи околу 800.000 австралиски долари. Значи доста скап тип на виза и се подразбира зашто оваа виза не е толку честа појава кај нашиот народ. Сега, постои уште еден тип на виза која овде ја велат skilled или во превод идите со некаква вештина, идите со некакво знаење, со некаква диплома која е поврзана со вашето занимање. Например, овие овде имаат, мислам, представништвата, имиграционите имаат една листа на занимања која се апдейтира периодично, дали на годишно ниво или на повеќе години, не знам, но знам дека тие се апдейтираат редовно и има тука листа на занимања. Се бара ова, се бара ваков работник, се бара онаков, се бара, не знам. Едни од најчестите дока што можев јас малце да прочешлам, тоа беше водоинсталатери, медицински лица, готвачи и така натаму и така натаму. Сега, ако се аплицира во представништвото кој е блиску до вас и ако вашето занимање се најдва на ова листа, тогаш имате право да се испробате среќата и да аплицирате, да речем, за австралиска виза. Пример, ако сте медицинска сестра, што значи дека Австралија моментално се во дефицит со медицински лица конкретно. И целта, да речем, на оваа кампања е да... Слушајте, Австралија е многу мала земја. Мислам, многу мала популација во споредба со колкаво парче земја се работи. Да речеме, околу 25-26 милиони. И нивната цел со носењето на дворешна сила и работи и занимања кои се во мањак, да речем, целта на оваа кампања е да се зацрсти, да се појача таа нивна економија и да биде просто силна со носењето на оваа надворешна снага. Така да, ако вашето занимање или вашата професија се најдва во листата на занимање кои Австралија ги бара, можете слободно да аплицирате. Сега, најбитното е да се спомни дека сите овие врсти и видови на визи кои ги спомнав, значи, ниедна нема да работи, освен ако немате гарантира. Со други зборови, мора да имате некој да ве повлечи. Јас не познавам човек кај што дошол при нивна единствена собствена поддршка. Значи, без никој да ги поддржал пред се од тука, да речем, од Австралија, јас такви луѓе не познавам. Значи, било која виза да се работи, морате да најдите спонзор од тука да ве поддржи, или особено за таа работна виза. Е добро да се спомни, пошто тој спонзор мора да, ако идите, да речем, ако сте вие кувар и аплициравте да дојдите на таа skilled виза во Австралија, бидејќи има мањак на кувари во Австралија и така натаму,
Значи, спонзорот кој ве носи овде на таа виза мора да докаже дека во Австралија не може да најди таков вид на работник. Тоа е едно. Второ, тој мора да докаже исто дека ќе ви плаќа минимална плата, мислам дека беше околу 54-55 долари годишно. Значи има некои услови да се исполнат пред се да се аплицира за било кој тип на овие визи. Пред се најважно е дека мора, мислам тоа е моje мислење и тврдам дека е така и никако поинаку, дека мора да имате некој тука да ве поддржи. Фала за вниманието, се гледаме со наредно видео.